Затвореното небо на Македонија, Црна Гора и Бугарија за прелет на руски авиони му го затвори патот до Србија на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Посетата беше предвидено да трае 2 дена, ама Министерствата за надворешни работи на Македонија, Црна Гора и Бугарија не дадоа дозвола за прелет на авионот на рускиот дипломат. Официјална Москва е гневна на ваквиот потек. Лавров изјави дека се случи нешто незамисливо. На суверената држава е одземено правото да води надворешна политика, а меѓународните активности на Србија во насока на Русија се блокирани. Главната работа е што никој нема да може да ги уништи нашите односи со Србија, како и дека НАТО и Европската Унија сакаат да го претворат Балканот во свој проект наречен Затворен Балкан. Ова е многу поучна информација што Европската Унија ги активира на ниските начини на действување врз лидерите на оние земји кои не сакаат да го потиснат нивното достојство и интереси, а сето тоа е спротивно на меѓународното право. Посетата на министерот за надворешни работи на Русија на Србија од страна на Европската Унија беше сватена како закана. РИА Новости пред официјалната изјава на Лавров објави дека Русија би можела да ги отповика амбасадорите на Македонија, Црна Гора и Бугарија, повикувајќи се на изјавата на рускиот дипломат Сергеј Орџоникиџе. Сепак Лавров со поблаги изјави. Вината според него е кај Западот кој им стои на патот на надворешните контакти на суверена и слободна земја како Србија. Одлуките кои беа донесени од некои членки на НАТО и одлуките кои ја спречија посетата на Србија од страна на рускиот министер за надворешни работи секако дека се незамисливи. Го разбирам интересот кој го покажавте за нашата проценка на овие срамни постапки. Ова е лишење од правото на една суверена држава да ја води својата надворешна политика. Премиерот Ковачевски не стравува од одговор од Русија. Вели дека се додека на сила се санкциите на НАТО партнерите, забраната за прелет на руски авиони по македонското небо останува. Први, ние имаме донесено одлука за забрана за прелет на руски авиопревозници преку територијата на нашата држава. Ние сме членка на НАТО, што значи дека одлуките кои што се носат во НАТО се и наши одлуки. И ние имаме целосно согласена надворешна политика со политиката на Европската Унија. Така да во однос на конкретниот авионски лет, за кој што прашувате, нема никаков друг третман во однос на одлуката која што веќе е донесена, која што е на сила и која што останува на сила. И Вучик потврди дека нема да има ништо од посетата на Лавров. Тој на Инстаграм напиша дека бил информиран за причините што го спречија министерот Лавров да дојде во Белград. Повеќе за се ќе зборувам на РТС 1 во Дневникот.